vezali, koji su nas udružili, jesu upravo da radimo na zajedničkom proizvodu. I kada ga prodamo, onda to učešće svakog od nas u proizvodnji dobivamo sredstva koja smo uložili. Mislim da je to jedan recept upravo za našem zajedništvu i o tome kako treba sarađivati i zajednički ulagati sredstva u nove pogone i nove kapacitete. Moram da rečem, 11. oktobra ja se ne bi mogao da go zamislim bez ova složena organizacija. Definicija našeg zajedništva je u stvari jedan način življenja kome mi danas nemamo alternative, jer ga je nametnuo život i ono nije proizvod nikakvih formalnih želja ili potreba za nekim fiktivnim udruživanjima. Ovo je prvo vozilo na fabrikata za automobili od Priboj proizvedeno u 1953. godina. Poprejdенite milion kilometri, potogašnite makadamski patišta, to go završi svoj traboten vek. Okolo ovoj prvenec, za kogo podgotvuvat nova obleka, za da go začuvat kako eksponat, i site podocnežni, posovršeni modeli, se sobra i ljadnici, rabotnici, tehničari i inženeri. Taka se smenije i navikite i životot na Ludjetovog gradčeta na bregovite nali. Beše to ovo godinata na prvata praktična primjena na samoupravovanje to. V ovije prostori zaživeja togaš novi socijalistički samoupravni odnosi, vo koji rabotnio čovek imaše sve po golema i považna uloga. I ne samo to, ova vozilo i site druge što dojda ponego, dovedoa do zajedništvo na 4 rabotni kolektivi od 4 naši socijalističke republike. Все започна во 1953 година со поделбата на програмата на Сауреровата лиценца, како што започна и ФАП. Тогаш ФАМОС доби задача да произведува мотори и менувачи, ФАП да ги комплетира возилата, а фабриките во Скопје и Загреб да ги комплетираат автобусите. Во тоа заедништво растевме и се развивавме се до 60-тите години, кога се собравме во индустријата на тешки возила ИТВ, за да го продолжиме подоцна тој развој и во 1969 година да му дадеме нова форма на заедништвото ФАП ФАМОС, каде што беа здружени 4 фабрики од 4 наши републики. ФАП од Прибој, ФАМОС од Сараево, 11. октомври од Скопје и фабриката за автобуси од Загреб. Нашето заедништво се потврди во животот, така што заеднички ги организиравме развитокот на програмите и капацитетите, службите за увоз, извоз, продажба, сервис и интерната банка. Фабриката за автомобили во Прибој го започна производството на стопански возила по лиценца на австријскиот Саурер. Тие возила ги задоволуваат тогашните потреби. 10 години подоцна по доаѓањето на поголема група стручњаци во фабриката се тргна во собствен развиток врз база на Сауреровата лиценца. Резултат на ова беа посовремени возила од 15, 18 и 25 тони бруто носивост, автобуси за градски и меѓуградски сообраќај и специјални возила. Но пазарот бараше се повисок степен на економичност. Прибојските производители заедно со другите склучија спогодба со познатата западногерманска фирма Daimler-Benz, која им го даде правото да ги произведуваат сите видови возила од програмата Мерцедес од 12 до 26 тони, мотори од 130 до 360 коњски сили и сите видови автобуси. Така беше создадена и оваа модерна фабрика во Лаптошкото поле во 1974 година. Секоја од членките на тогаш Сдруженото предпријатие го најде во неа својот интерес. Работите беа поделени.
секој се специализираше за изработка на определени елементи. Возилата се пласираат на пазарот како заеднички производ, а по продажбата секој од партнерите, според утврдените доходовни односи, преку интерната банка ја добива вредноста на своето учество во изработката. Во овие погони веќе со години се остварува Daimler-Benzовата програма. Инсталираните капацитети овозможија интензивна работа и освојување на нови производи. Sa usvajanjem Daimler-Benzovog programa ne možemo biti sasvim zadovoljni. Со усвоената Daimler-Benzова програма не можеме да бидеме сосема задоволни. Пред тоа би сакал да кажам дека ние својот развоен пат го замислуваме во три насоки. Тоа е учеството во Daimler-Benzовата програма, потоа сопствениот развиток, развитокот на сопствените конструкции и облагородувањето на сопствените конструкции со агрегатите на Daimler-Benz. Токму поради тоа што сакавме во еден преоден период, додека не ја владеевме комплетната нивна програма, да обезбедиме постојан растеж на учеството на југословенскиот труд и нашите материјали, за да не станеме класични монтажери. Некои возила од програмата Daimler-Benz ги освоивме со 80% и повеќе проценти, но постојат и такви кај кои ова наше учество изнесува 20 до 30%. Но морам да кажам дека ние во овој момент сме готови да му понудиме на пазарот возила од 12 до 26 тони брутоносивост, автобуси со 9 до 15 редици седала, со мотори од сопствено производство или подобрени со агрегатите на Daimler-Benz. Квалитетот на возилата што ги изработуваме тука ни најмалку не се разликува од квалитетот на возилата и агрегатите што се изработуваат во Германија и во други земји. Koji se rade u Nemačkoj i u drugim zemljama koje sarađuju sa Daimler-Benzom. Sa pojavom ovih vozila koja se Со појавата на овие возила кои за прв пат се изработуваат според сопствени решенија, на југословенските патишта се помалку ќе се движат Раби, Фијати, Камази и други. Тоа, велат во фабриката од Прибој, ќе биде нивниот голем придонес за економската стабилизација, која инаку е во центарот на вниманието на овој колектив. Се прават обиди да се прошири извозот, но тука има проблеми, а конкуренцијата на светскиот пазар е многу силна. Главен пазар во странство се земјите во развој, особено во Африка, Азија и некои земји на Европа, само со современо и квалитетно возило можат да се борат за овие пазари. Тоа уште повеќе ги зацврстува односите и придонесува за нивното заедништво. Колкава е меѓусебната зависност, покажува податокот дека само фабриката за автомобили во Прибој има околу 100 поголеми кооперанти во земјата и 20 во странство. Ако се знае дека во секое возило само во оваа фабрика се вградуваат 10 до 12.000 делови, тогаш може да се замисли што се случува ако само еден од производителите ќе затаи. Се разбира, производството сосема се запира. Па секако еден од најважните чекори во стабилизацијата е да обезбедиме такво производство какво што сме испланирале. За да може ова да се реализира, неопходно е повеќе внимание да им посветиме и на кооперантите. Мораме да бидеме самокритични. Тоа досега не сме го правели. Може би затоа што бевме преокупирани со сопствените проблеми, со проблемите во сопствената куќа, па не успеавме да согледаме дека тоа лошо ни се одразува и дека мораме повеќе да размислуваме како околу себе да ги собереме и другите учесници во производството. Само така фабриката во Прибој заедно со колективите од Сараево, Скопје и Загреб може да го оствари развитокот и плановите во наредниот период, а планираат да произведуваат кабини за возила со реконструкција во машинската обработка да обезбедат поголем извоз на делови и агрегати и во 85-та година да произведат 15.000 возила. Ова значително зголемување на производството може да се оствари само со здружување на трудот и средствата и со развитокот на самоуправните односи во работните и сложената организација на Сдружениот труд, на што му се обрнува големо внимание.
Со самоуправната спогодба за здружување на сложената организација ФАП-ФАМОС регулирани се и насоките за развој на работничкиот совет, кој се делегира по принцип на секои 400 вработени по еден делегат, а работните заедници на сложената организација бираат исто така по еден делегат. Работничкиот совет работи по својата програма, а седниците се одржуваат на секои 30 до 40 дена, зависно од тоа какви се материјалите што се подготвуваат од страна на помошните органи и деловодниот орган. Zavisno od tome kako su materijali koji se pripremaju od strane pomoćnih organa radničkog savjeta i poslovodnog organa u spremnosti za odlučivanje na radničkom savjetu. Ставовите се усогласуваат според интересите на работните организации, чии толкувачи се делегатите. Честопати се случува решенијата да се усогласуваат повеќе пати. Не поради тоа што не знаеме што сакаме, туку поради тоа што интересите и насоките на развитокот на нашите работни организации не секогаш се совпаѓаат со она што се предлага. Ние, например, 3 или 4 пати решававме на здружувањето на средствата за изградба на магацин за резервни делови, затоа што секој од нас не ја согледуваше подеднакво вистинската економска оправданост на овој зафат. Најпосле донесовме решение што најмногу им одговара на сите членки на сложената организација. 3-4 puta odlučivali radi toga što nismo vidjeli pravu ekonomsku opravdanost takvog jednog rada i na kraju se ispostavilo da smo dobili pravi interes zastupljen za sve članice složene organizacije. Самоуправувањето и договарањето не се само деловна политика. Во рамките на Работничкиот совет постои одбор за развиток на самоуправните односи и совет за план, а при деловодниот одбор, кој е извршно тело на Работничкиот совет, и неколку одбори за сите поважни прашања, како што се развој, координација на производството, пласман, извоз и така натаму. Политиката на заедништвото се гради и низ различни тематски конференции на ниво на Сојузот на комунистите, синдикатот или младината, зависно од природата на проблемот за кој се решава. Но понекогаш проблем може да представува и големиот растеж на тие новосоздадени тела. Синдикалната организација на ниво на здружено предпријатие има улога на координација. Наиме, имаме изабрано координационо тело со извршен одбор, за кое координира со сите сложени организации, односно 8 организации на синдикат во Здружениот труд. Понатака имаат они улога за да координираат, али не некоја одлучувача улога, затоа што е дадено правото на самите основни организации во Здружениот труд. Се мисли на основните организации на синдикат. Понатака, дали ние нешто сме учиниле на тоа, право да ви кажам, не многу, затоа што сите проблеми што се решаваат доле во Здружениот труд. Дали има последици од ова, дали има некои негативности, има сигурно, така да малку е изгубена координацијата во основните организации доле на Здружен труд, затоа што многу малку соработуваме со самите основни организации на Здружен труд меѓу овие наши здружени фабрики. А тоа се своди највише на нашите соработки у однос на испорака на делови, у однос на подела на здружениот труд и така натаму. Заедништво koje je postalo način življenja. Заедништвото кое стана начин на живење на 4 работни колективи од 4 социјалистички републики и овозможи на фабриката за автомобили во Прибој, колектив од 6000 вработени, меѓу кои скоро секој четврти е во редовите на Сојузот на комунистите, да стане носител на општествено-економскиот развиток, не само во градот на Лим, во Титово-Ужичкиот крај, туку и во пошироката заедница. Каков е патот што води од првите мотори и менувачи направени во почетокот на 60-тите години за потребите на нашата армија, до водечки југословенски производител на мотори и трансмисии за тешки стопански возила и други машини и агрегати, како и за возила за потребите на народната одбрана. Тоа е пат долг 32 години, за што би можело многу да се зборува.
No namesto podatoci, da čujeme što za obaće kaže jeden od onije 8.000 vraboteni vo famos, Milan Šimpraga, go odbrav meni samo poradi na grada Tavnoj, što to je ima dobijeno vo minatata godina, tuku i poradi zajednički od početok. Negov, kako mlad rabotnik, poln so entuzijazam i prvi te čekori nova fabrika. Da, ovo je upravo radna prostorija gdje je Famos počeo da se razvija. I odatle se širio i danas je stigao do jedne, rekao sam, jednog privrednog giganta gledano u okvirima naše jugoslavenske privrede. A ovo je mašina koja je, kažu, 4 godine bila pokvarena, je li tačno? Pa, ovo je mašina koja je stigla u... Ova je mašinata koja dojde tuka, vo našava rabotilnica i nemaše nekoja vistinska namena. Stoješe taka 4 godine. Naskoro sa osvojivanjetu na novoto proizvodstvo se javi problem od zasečenja na navivkite, trebaše to da se reši. No, ja se zainteresirav za ova mašina, gi najdov nezinite prospekti, gi dogradi falatite, gdje prodloživ mašinata za da može da raboti po novo, taka što nemavme potreba da uvezuvame druga mašina koja vo toa vreme bi ne činela okolo 200.000 marki. Ja danes su majstor za uveduvanje nova oprema vo procesot na proizvodstvo to i rabotam so mladi rabotnici. Nije postarite rabotnici gi uveduvame mladite vo rabota i nastojuvame da je za saka tova rabota. Želimo i nastojimo da ih uvedemo u posao, da zavole ovaj rad, da bi ih što više ostalo u proizvodnji. Pa naši početci Famos su bili stvarno ono vreme kad se Famos Vo moje vreme ovde beše Jugoslavija vo malo. Se sobravme tuka nije rabotnici od raznih krajišta na Jugoslavije. Dojdovme mladi, so što tuku završeno učilište, polni su entuzijazam i želba za rabota. Toa beše sve što imavme. Toa vojeno beja i prvi te čekori na Famos, koga nemavme ni oprema, posve nekoj stari mašini od vojenata reparacije. Podocna, normalno Famos počna brzo da se razviva, za da stane jedan od gigantite vo naševo stopanstvo. Ova složena organizacija na Združenio trud je sočinuva danes 7 rabotni 28 osnovni organizaciji na Združenio trud. Vo Hrastnica, Koran, Gradačac, Sanski most, Rogatica i Ljubuško. Proširuvajki gi svojite kapaciteti Famos gi skolemi proizvodstvenite možnosti na 12.000 motori, 3.500 remontirani motori, 15.000 menuvači i 19.000 spojnici. Bez koji da je od ovije vitalni delovi bi se zaprele ne samo autobusite i kamionite, tuku i gradežnite i zemljodelski mašini, plovni objekti, elektroagregati i transportni sistemi vo drvnata industrija. No, nema mesto za zagrižuvanje. Vo izminati od srednoročen period vrednosta na finalni od produkt ovde rasteše za 16,13%, prihodot za 23,3%, a izvozot za 51%. Famos od sekogaš beše jedan od nositelite na samoupravovanjeto, sekogaš među prvite vo primenata na zakonite i opštestvenite dogovori. Združuvajke 80% od svoje trudi i sredstvata vo složenata organizacija, vrabotenite od Famos sozdadoa ušte vo početok od na 60. godini nešto što beše prototip na denešното samoupravno organiziranje po zakonu za Združenio trud. Proizvodstvo to i plasmanot na stopanskite vozila bea osnovanova zajedništvo što funkcionira i danes i toa vrz baza na vistinski dohodovni odnosi. Znate što je u svakom od tih vozila, mislim u tipovima od tih Postoje vozila, točno presmetane odnosi na učestvo za sekako vid vozila. Učestvото na Famos se dviži, na primjer, od 14 do 27%, zavisno od tipot na vozilo. Toa se točno presmetane odnosi, zasnovani vrz baza na tehnička dokumentacija za vistinsko učestvo vo proizvodstvu i cenata. Po naša ocena toa se realni odnosi. Nikoj tret od strana, ne ni gikroji, tuku gi dogovarame, nije samite. 14, odnosno 27%, zavisno od tipa autobusa ili kamiona, ide na Famos, ostali dio ide na FAP, odnosno 11. oktobar ili autokaroseriju.
vidite oko informiranja, to prikazal, дека сегашниот систем на информирање, мислам, не ги задоволува барањата на еден работен човек и воопшто делегатот и делегацијата. Ова го велам од тој аспект што сите информации што не пристигаат или што ги имаме во нашава, мислам, работна организација се од таков карактер што просто не се достапни на еден работен човек. Тоа се така зголемени по овој материјали. Така да ние работници од материјално производство и понекогаш и време немаме да се разгледат таки нови работи. Голем број на информација, веројатно уште потешко имате увид во она што се работи во Сараево, Загреб, ФАП. Да, навистина е така. Ние добиваме известна информација, мислам, од Београд, од ФАП Фамос. Тоа е еден нивни вестник кој излегува еднаш месечно, меѓутоа тоа е, мислам, недоволно за да се има на правата слика на сложената организација, мислам, правата состојба што треба перманентно да се прати. Колку ве чини ако, на пример, 50 автобуси стојат незавршени во Скопје? Тоа не чини ако се во прашање најновите типови од околу 100 милиони стари динари, пресметајте сами, помножете го нашето учество од 20 на 100 со 50 и ќе добиете реалната проценка. Onda uzmite da je tu negde 20% učešća, 50 takvih po 20%, to su sredstva koja su zaleđena, koja nas puno koštaju. No, mi se i tu Тоа се замрзнати пари и се разбира дека тоа многу не чини. Но ние и тука се договараме. Авансите што ги добиваме за такви автобуси ги делиме однапред, па така имаме средства за влегување во производство. На сите ни е цел што помалку од нив да стојат. И од оние во Скопје, и оние во Загреб или Прибој. Но често сме ние виновни. Не испраќаме, на пример, мотор, а сме испратиле менувач или спојница. Во тој случај трпиме сите. Овој проблем перманентно се прати секаде воопшто и цела Југославија. Набавката на репа материјали познати ни на сите, колку тешко се доаѓа до нив. Ја ги разбирам, вината не е веројатно само нивна, вината е можеби и наша, затоа што треба да се престроиме онака како што треба и заслужува ова наше самоуправно самоопштество. ФАМОС има развиена обемна деловна соработка со домашни и странски партнери. Во развитокот на производствените програми се користи со искуствата на 8 странски фирми со кои има уговор за лиценца и деловна соработка. Над 50 југословенски производители според самоуправната спогодба му испорачуваат на ФАМОС суровини, полуфабрикати, делови и агрегати. Соработката со Daimler-Benz, одамна започната, е основа на натамошниот развиток на ФАМОС. Но освен оваа чиста програма на Мерцедес, во ФАМОС работат и во сопствениот развој. Усовршувајќи ги домашните модели, ни создаваат така наречени мешани типови во кои користат искуства и сознанија од Мерцедесовата програма. На која од трите програми ќе се ориентира ФАМОС во натамошниот свој развој? Sva tri programa se dopunjuju. Сите три програми се дополнуваат. Ќе дојде, верувам, време кога сосема ќе згасне овој наш најстар дел, но тоа не значи дека ќе одстапиме од така наречените мешани типови и од усовршувањето на овој дел. Перспективите, особено за овој среднорочен план, се исклучително добри за нашава куќа. Зборувам за ФАП ФАМОС како целина. И само од нас зависи тоа сега и да го реализираме. До сега сме се развивале како ФАП ФАМОС. При тоа ја развивавме соработката со Мерцедес и низа други куќи кои ни помагаа и од кои црпевме искуства. Но за љубов на вистината мора да се каже дека ние во Југославија не ја обрнувавме многу внимание на кооперацијата. Секогаш мислевме дека тоа е грижа на другите, на оние што работат за нас, ливници, ковачници, челичани, производители на гуми и така натаму. Но оваа наша слабост ја уочивме и сега тргнавме по друг пат. Се обидуваме што потесно да се поврземе со кооперантите, да зависат и тие од нас како што ние зависиме од нив. Се надевам дека во ова ќе успееме, бидејќи создадовме веќе една заедница на кооперацијата. Ако сакаме повеќе да ги стимулираме, да почувствуваат дека учествуваат рамноправно со нас во производството, ако успееме заедно со нас да настојуваат финалниот производ што подобро да се продаде и да биде поквалитетен, тогаш ќе имаме многу подобра позиција и во можностите за производство и во можностите за пласман. Kad se sve pogleda, vjerujte da 95% je u rukama nas, a ostalih 5% će uvijek biti problema vani kuće. Дали заедничките служби го растоваруваат работењето, па има помалку администрација по фабриките?
Sad, znate šta je, mislim da ove službe... Ja smislim, дека службите што ги имаме на ниво на ФФБ не се големи по обем. Ако се погледне што работат, тие вршат навистина голема работа, но ако се анализира буквално, би можело да се стекне впечаток дека во Сараево, Загреб или во Скопје имаме слични служби и евентуално удвојување. Значи, нема вдвојување на капацитетите, но има вдвојување на администрацијата. Да, има администрација. Ние сме свесни дека тоа е привремено и неопходно. Ние мораме некои работи да ги завршиме овде во нашава република со СИЗОвите и другите институции. Истото се случува и во Скопје. Единствено ФАП е можеби малку во поповолна положба, но не по своја желба, туку по игра на случајот. Но ја се надам. Ја се надевам и дури сум сигурен дека во понатамошната фаза на нашево договарање околу самоуправното организирање, ние и тој проблем ќе го решиме. Дали сте биле некогаш во Скопје? Во Скопје не сум бил во Прибој, Загреб и Белград. Сега сум и член на организациониот одбор на синдикатот на ФФБ, па се надевам дека во текот на мандатот ќе дојдам и во Скопје. Имам голема желба за тоа. Дали заедништвото треба да се сведува само на заеднички изделки, макар што тоа е секако најважно? Не би требало да го сведуваме тоа само на заеднички изделки. Мислам дека тука се работи пред се за заедничко вложување и издружување на средствата, а заедништвото кај нас работниците се покажува и докажува и со взаемното посетување на работниците од различни колективи, со размена на културно-уметнички друштва, со се она што ги доближува работниците. Mislim, svim onim što zbližava radne ljude. Во 33 години на своето постоење од мала манифактурна работилница за поправка на се и се што со 20 вработени, ТАЗ, фабриката за автомобили од Загреб, израсна во модерна работна организација со 1300 вработени. Не помина многу време од првата дрвена конструкција изработена врз шасија на камион до денешниот обем на производството, за кое веќе им недостигаат капацитети. Производството на автобуси во ТАЗ во 1985 година би требало да расте по годишна стапка на пораст од 15,5%. Од 1959 година, кога оваа фабрика започна да се развива како специјализиран производител на меѓуградски автобуски каросерии со шасии на ФАБ и вградени мотори на ФАМОС, започна и производството на автобусите Дубрава, која до денес остана носител на домашната програма. Во производството на автобуси со мотори на ФАМОС и осовини на ФАБ, фабриката од Загреб учествува со 64%. Заедно со другите три колективи и таа помина низ различни фази на самоуправното организирање. Од изразит кооперант преку деловното здружение, а потоа и здруженото предпријатие, конечно до сложена организација на здружен труд ФАБ-ФАМОС. Дали ова идеален рецепт за соработка? Не би можело да се каже дека ова е идеален рецепт, но секако еден од можните начини. Заедничкиот продукт е она што најмногу не поврзува. Без сите овие агрегати што се вградуваат постепено, се додека финалниот продукт не дојде до купувачот, ниту еден од производителите сам за себе не значи ништо. Држи заедно, тоа е управо заеднички производ. Jer bez ovo, kao što sam i ranije rekao, bez ovih svih agregata koji se ugrađuju i kroz ovaj proizvod predstavljaju kupcima, nijedan proizvod sam za sebe ne znači mnogo. Mi sa tim zajedničkim proizvodom nastupamo i na naše... Ние така истапуваме и на нашиот заеднички пазар, тука или во странство. Но грижата за тој наш финален продукт не завршува со тоа. Имаме заеднички сервиси, исто така се обидуваме нашиот купувач да го задоволиме со доволно количество резервни делови. Понекогаш се разбира доаѓа до помали и поголеми проблеми, но ние вложуваме на вистина големи напори тие возила да бидат во што подобра состојба, да им служат што подобро на своите корисници. Ulažemo velike napore da bi održali ta vozila u što je bolje mogućem stanju, to jest u voznom stanju i da ih stvarno korisnici koriste.
Нашите можности во оваа фабрика се далеку поголеми од оние што моментално ги остваруваме ние. Наша желба е и наши могуćности се за поголемо производство. Меѓутоа, што се однесува до испораката на овие репроматеријали што не ги доставува нашава сложена организација, тоа некако иде малце потешко. И ние мораме да се ограничиме на едно производство кое, така да речам, е зависно од сложени организации. И мислам дека на ovije problemi, na ovije работи treba da se razgovara otvoreno i konkretno. Evo vidi se da smo tehnološki vrlo povezani, da smo tehnološki jako. Međusobno sme zavisni i tehnološki povezani. Ako nedostasува некој од агрегатите, нема автобуси, без разлика кој кооперант или фабрика се виновни за тоа. Технолошката поврзаност се рефлектира и врз економските ефекти. Се разбира дека тогаш доаѓа до израз економската заинтересираност, односно зависност, во тоа наше комплетно работење и дејствување. I ekonomski efekti i ekonomski momenti isto tako dolaze do izražaja i jasno da je onda tu jedna ekonomska zainteresiranost i jedna zavisnost jasno u tom našem kompletnom poslovanju i kompletnom djelovanju. No sad u novije vrijeme malo nam remete neki... Во поново време не мал проблем ни представува прашањето на увозот на одделни репроматеријали, за да можеме да го комплетираме возилото. Elemenata repromaterijala ili pojedinih podsklopova. Прописите за увоз не се исти во сите републики. Честопати за една иста работа мораат да се побараат 3 републички одобрувања за да се заврши сделката. Но ние веќе зборуваме за овој проблем и јас се надевам дека ќе биде решен. Некои работи би морале да се обединат и да се стават на вистинското место, ако сакаме да произведуваме еден толку комплициран продукт на толку широко подрачје во 4 наши републики. Јас се надам да ќе се сватити то да neke stvari moramo objediniti, da neke stvari moramo staviti na pravo mjesto ako hoćemo ovako kompliciran, složen proizvod proizvoditi na ovako širokom teritoriju, da tako kažem, na ovako širokom području Jugoslavije, to je evo u ovom slučaju 3 republike, plus znamo da u Souru Fab Famos djeluje 11. oktobra iz Skoplja, to znači iz 4 republike. Mi često tu tematiku stavljamo na osnovne organizacije, kako OUR-a, tako i radne zajednice. Ние често за овој проблем на увозот и меѓусебната испорака зборуваме и во основните организации. Тука, како да дојдовме до еден зид, бидејќи не можевме сами да најдеме излез, побаравме од Општинскиот комитет на Сојзот на комунистите овде кај нас во Дубрава и во Општината Стари град во Белград, да се разгледа какво место има таз во рамките на сложената организација, особено што се однесува до извозот. U Beogradu starog grada da se ipak radna organizacija TAZ dobi svoje mjesto. Не би смеело да се заборави дека во нашите возила ние вградуваме 10% репроматеријали од увоз, а нормално, за да можеме да увезуваме, би требало да ни се овозможи и да извезуваме. Постои и иницијатива за еден состанок на ниво на сложената организација, каде што би требало да се решат овие проблеми, но во овој момент не сум во состојба да ви кажам колку во тоа ќе успееме. Известни број uvoznih komponenti uvesti, a normalno da bismo mogli uvesti moramo i izvesti. Ne znam, inicijativa sada isto postoji da se ponovo sastanemo na nivou SOUR-a gdje bismo te probleme riješili, no koliko će oni dati uspjeh u ovom trenutku ne bi vam mogu reći. Во јануари минатата година беше организирана тематска конференција на Сојузот на комунистите од сите членки на сложената организација ФФ Белград, во која што беа разгледувани проблемите кои што тиштат моментално сложената организација. Дел од тие заклучоци беа спроведени, а дел останаа за понатамошно спроведување од сите членови на Сојузот на комунистите и сметаме дека наредната тематска конференција, која моментално сега се заговара на ниво на сложена организација, ќе даде еден преглед на спроведени и неспроведени заклучоци и што понатака со нашето заедништво во сложената организација ФФБ Белград. Членовите на Сојузот на комунистите стојат цврсто во сложената организација на спроведување на мерките на економска стабилизација, која што захтева поголемо работење со поголем број на финални производи, но проблемите се евидентни и бараат хитно
и брзо спроведување во што треба да предржат сите членови на Сојузот за комунистите во сложената организација на ниво на ФСБ. Бидејќи сум еден од постарите работници во фабрикава за производство на автобуси, многу ми е свежо сеќавањето кога почнавме деловна соработка со работната организација ФАП од Прибој. Тоа беше некаде 1953 година, кога од Прибој ги добивавме шасиите, што значи ние над нив правевме надоградба автобуски каросерии. Меѓутоа, долгогодишната кооперација со Прибој и со ФАМО со Сараево дојде до израз и до кулминација 1963, односно 64 година, кога решивме да формираме здружено предпријатие ФАП ФАМОС во Белград. Тоа не значи дека и до тогаш немаше некоја поорганизирана деловна соработка, тогаш постоеше едно деловно здружение ИТВ, меѓутоа тоа беше се на ниво на стручни служби, во главном на технички служби. Во 64 година па наваму се реорганизиравме и на самоуправен начин бираме заеднички работнички совет. Меѓутоа, тој период, токму на работничката класа од сите 4 фабрики беше надмината, тогаш кога поминавме во повисок степен на реорганизација, тоа е стварање на здружено предпријатие со седиште во Белград, ФАП ФАМОС со Загреб. Мислам дека голема катастрофа ќе беше за 11. октомври ако не отидеше во ова здружение, односно во ова здружено предпријатие. Меѓутоа, за понатамошниот развој на работнава организација 11. октомври, а посебно за сите 4 работни организации, ќе биде катастрофа ако не се надмине во сегашни услови степенот на развојот на самоуправни односи. Кој уште се сеќава за авторемонт, мала, неугледна работилница за поправка на каросерии. По неа 1946 година беше изработена првата каросерија на камионска шасија Шевроле. Тоа беа и скромните први чекори на ФАС 11. октомври, еден од поголемите индустријски објекти во нашава република, колектив со 2630 вработени. Од 1168 финални продукти, во ФАС 11. октомври во минатата година 741 беа продадени на домашниот, а 427 на странски пазари во Полска, Етиопија, Советскиот сојуз, Јордан, Ирак и други. Ако се остварат планирањата за двојното зголемување на производството и капацитетите, по 5 години, во 1987 година, би можело да се случи да имаме практично уште еден нов 11. октомври. А плановите овде немаат крај. Се насетуваат веќе и контурите на една нова развојна програма за производство на стопански возила во соработка со заводите Црвена застава од Крагујевац. По патиштата на нашава земја крстосуваат веќе првите видливи резултати на оваа соработка, популарниот мал автобус С7. Но своите перспективи вработените од оваа фабрика ги гледаат пред се во заедничкиот развиток на сите членки на сложената организација на Сдружениот труд ФАП ФАМОС. Ова е, велат во 11. октомври, еден од можните патишта за постабилно производство и во крајна линија и за стабилен пазар. Сметам да производот, нашиот производ, кој е основица за нашата работа, нема национални граници. Он е југословенски производ. Према тоа и проблема на неговиот пласман, проблема на неговото производство, нема никакви, да речем, проблеми за тоа дали ќе се пласира во Република Македонија, Република Србија, Република Босна и така натаму. Тоа го чини, значи, основниот интерес да се ние најдуваме здружени, затоа што тоа значи, чак и да кажем, да употребам израз, доходовно поврзување, значи нас не врзува технолошката расподела, а не врзува, разбира се, и доходот кој преку производот ние го стекнуваме. Дали се инаку ретки вакви примери на здружување на средства и трудот? Не би могла да одговорам дали се ретки. Сметам, колку што мене ми е познато, да помалку баш вакви изразити здружувања или сложена организација од оваков карактер во Југославија постојат. Мислам да постојат, али ние сигурно спаѓаме во поредките. Прво мислам да ние сме организација, сложена организација на здружен труд која е врзана меѓу себе по една технолошка подела. Технолошката подела
ne pravi zavisni jedni od drugi, a ne samo što je tehnološka da podela kao bitan karakter Voneja, nego je i ekonomski te činitelji koji Voneja se ne duvat, to je znači u proizvodu, ni davat za pravo da nije vodime smetke jedan za drug i da razvoj na jedna ta fabrika direktno utiče na razvoj na druga ta fabrika. Ili da pokonkretno da budemo ovako, ako nije Denevska u proizvodu, nemame dobar motor koji može doti kao konkurentan u Svetot ili u Jugoslaviji, onda u tom slučaju džaba je to što nije pravi, da rečemo, odličan nadgradba na autobusu. Ili obratno, da kažemo, problema je na dolnju trčeći stroj koji pravi FAP, isto taka je bitno ima vlijanije u formulanja na proizvode koji imamo. To znači da mi moramo učesnicite u proizvodstvu na toj zajednički proizvod, da paralelno se dvižimo bilo u razvojni odel, u smislu onoga što znači konkurentnost na pazaru, bilo u odelu koje sve pa znači natrežne odnosti među nas, raspodelata na dohodot ili raspodelata na ono što smo steknuli. Kako funkcionira zajedništvo ovo praktika? Vidite, ja smislam kako работна организација во рамките на сложената работна организација FAP FAMUS Beograd, секако заедништвото функционира добро, на моменти секогаш се слушува по некој тренд да го прекине. Конкретно, јас мислам да по месец јануари оваа година, пас 11 октомври претрпе еден мал удар со тоа што беше запран процесот на производството времено од 6 дена, нашите работници мораше додат на принуден одмор поради тоа што не навреме стигнава некои делови кои се градуваат во нашите возила, така што не можеше да се излегуваат недовршени од работните хали надвор. Јас мислам на ова поле треба да се стори нешто повеќе, всушност да не се доведува производството во една заедничка сложена организација во вакви трендови, така што никоме не му користи, а секако тие негативни работи ќе се одржат во работењето и на нашата работна организација и на севкупната сложена организација. Пред се мислам, кога сме кажа заедништвото, да потекнем да треба до крај и благовремено почитување на сите договорни врски и штите на заедничките интереси на здружените организации. Секако тоа е главен фактор за побрз и поправилен економски развој, како во работните организации, така и во работната организација, сложена работна организација. Da li je garancija za ekonomska ravnopravnost ili barem ravnopravna zavisnost u ovakvoj ramki, ova što vi ga pravite? Prašanje je delikatno malce, da kažem. Ravnopravnost sigurno sledi od jasnite odnosi koji nije ima među sebe. Nije imamo uslovi, kako što govore poradi tehnološkata raspodela, da i ravnopravnost da biti zastapena. Ali da budemo objektivni, nije sme fabrike koje živajeme u razni delovine Jugoslavija, da ne rečem živajemo u razni regioni, razne republike, tako ne take. Od site tije opredelbi koji se deneska u razvoju u Jugoslavija, da rečemo, nosat u sebe, si toga se odrazuvati kaj nas. Naprimer, među problemite kako se stvara dohodov u fabrikata, koja je proizvoditelni odel, do onova, u uslovite mislim da se stvara toj proizvod, do razbira se sada da toga se prenesi i site tije prava bida zastupeni u ocenata na njegovi odel u toj proizvod. I sigurno da nije, s obzirom se raboti za pogolem dohod, sve koji sakame pogolem dohod, i site nije iskažujeme svoj objektivni, po znak navod rečem stavoj, za da imamo pogolem učestvo u proizvodu. Kad govorim pogolem učestvo, mislim na novčani odraz u to proizvodstvo. Prema toga, nije uše do kraj, sigurno smo ga razrabotili, to je sistem, kako da najobjektivno svekoj od nas učestvuje s onoga što mu sleduje. To znači da upotrebam nečem Marksova misla, trudot da ga opredelovat i pravo to za dohodak unatrag. Nažalost, sigurno da to je više parola koja će reći mi trudot, zato što mnogo faktori u proizvodstvu, da rečemo, ako jedan nima kaj sebe si, pogolema režija,
režija u smisal na ocenata po moje shvatanje što je poголема režija, u toj slučaju to će ugradivo svoje del na proizvodu i sigurno u toj slučaju i vlečit pogolem del, ali u izvesen smisal nezaslužen zato što i ne je najproduktiven, nego upotrebu svi te ekonomski faktori koji će da deluvat da najproduktivno ramoti. Svi tije elemente nije permanentno imamo svoja ta rasprava, permanentno se dogovarame što znači čije vlijanije toj dohod, pokušavamo da mu kažemo, da rečemo na jedno i na drugo, da to ne je zasluženo tako nadake i razbira se na baza na takvo, pošto sedimo na isti astal, na isti stol za dogovor, za cenite, razbira se i podolgi ako treba rasprave, nije ipak da iduvame do saglasnost, kolkavo je učestvovati na jedno i na drugi ili na tretji ovo zajedničke proizvode. Da li geografskата дистанца за која зборувате пречи во развојната политика, во планирањето, договарањето, во развитокот на програмите и капацитетите? U princip ne bi trebalo da priči. Iako, pošto sveka od fabrikite, najduvajući se u jedna region ili u jedna republika, mora da gi prati planovite na sopstvenata republika, возможностите незини во смисал инвестиционен средства, инвестициони и така нататък. Не идуваме сигурно и на такви потешкоти. Иако, да видим искрен, до сега 11 октомври, да речем, као македонска фабрика или скопска фабрика, имал поддршка од сите тие фактори. Али, пошто говориме ние за општо положба, општо заедништво во развој, да речем, југословенски рамки, ние, например, денеска имаме во оквир на сложената организација развојни програми до 2000-та, да кажам, година. Тие развојни програми, ако сега подржавајќи се на состојбите денеска на Југославија, на стабилизационите мерки и така натаки, ние мораме по некој од нив да ги малце сега разликуваме, во смисла на години, да кажам, на остварувањето, а разбира се и личните, да кажам, личните пишам сега ставовите во поедини републики за евентуално инвестиционата возможност, таа може да пореметат не општото продолжување на инвестиционото влагање, него да кажеме да една фабрика мало направи застој на останалите во развој, разбира се, земајќи го во обзир состојбите во, да речеме, та република. Али проблемот би го јас другаче чак поставил. Ние, по моје, да речем, лично уверување, би морале да максимално се напињаме самите фабрики во смисла на инвестиционот, да речем, или развојниот дел на една од фабриките, да максимално ги ангажираме средствата во период, ако случајно една фабрика заостанала во развојот, да би могло да го кочи вкупниот развој на останали, тоест да го кочи развој на самиот производ. Од ние кроз производот де факто правиме оцената. Ако производот перманентно е во жирата на нивото на конкуренцијата на европска, да кажем, да употребаме или југословенската, да кажем, југословенскиот пазар, во тој случај работата во ред. Ако не, onda treba odmah analitički da se vidi ko je to što je nositelj сега на kočenjето, да речем, на тој развој. Према това би требало се сите ние на база на такво становиште да се најдеме во фронтот на решавање на тој проблем. Чак, разбира се, ангажирајќи ги снагите развојни кои ќе говорам и на новчаната маса или инвестиционите средства кои, да кажем, стојат на расположение на фабриката, да би ги уложила, да таа и таа фабрика тамо се издржува средствата, да ги премавне, да кажем, тие проблеми. Тој таков третман стои, да ви кажем, кај нас во однос на решавањето на проблемите, али да ние, иако за сега така ги решаваме, така ги ставаме, али више за сега вербално, него ли што во смисол на баш еден таков поголем ангажман на средства меѓусобни не сме учинили. Иако во делот, да кажеме, на останалите програми, ние сме многу узнапредовали, во овај дел, да речеме, е за сега само програмски решено, на сите ни е јасно како треба да биде, али с обзиром на малите средства кои имаме и фабриките меѓу себе, тешко можеме, да речеме, само со собствени снаги да ги разрешиме тие проблеми. Технолошко-економски сте поврзани, а просторно разделени дури со републички граници. Колку ви пречи тоа во договарањето и планирањето? Iskreno govoreći, to nam uopšte ne smeta. Čak što više mislim da
Тоа воопшто не ни пречи. Може би апсурд ова што ќе го кажам, но токму поради тоа што сме така одделени со граници, односно одвоени во просторот, може би, велам, токму тоа придонесува да се поврземе многу поцврсто и да се договараме многу подобро, да му посветиме повеќе внимание на планирањето, отколку што тоа често се прави во некои куќи лоцирани само на една територија. Точно е, секоја од нашите фабрики се наоѓа во различно место и ние мораме да водиме сметка и за тие наши градови и републики, но во исто време ние се чувствуваме најодговорни пред оваа наша земја. Токму за тоа ние, според моја оценка, многу повеќе се ангажираме околу усогласувањето на тие планови, за да се намалат проблемите на противречностите меѓу одделни организации на Сдружениот труд. Сите 4 фабрики за кои зборуваме членуваат во заедницата за меѓусебна планска и деловна соработка на учесниците во производството на стопански возила. Оваа институција ја викаат уште популарно и заедница за стадување. Ова е не само многу пократко, туку и подобро ја дефинира содржината на нејзиното дејствување. Заедницата брои засега 30 членови, но може да им се придружат и сите организации и институции што во своето работење се поврзани со производството на стопански моторни возила од програмата на ФАП ФАМОС. Се работи значи за организации кои во тој репродукционен синџир се упатени една на друга, а со овој потек синџирот се затвора. Но тоа не се обични краткорочни договори за испорак. Овде се работи за сосема нов квалитет на договарањето. Долгорочно договарање кое е гаранција за посигурна иднина, постабилно производство и стабилен и единствен пазар.